Госпожице Мангова, еве денеска се одржува семинар од проектот меѓурелигиски диалог, и да ни кажете целта на проектот и во чија организација? Благодарам на вашата посета. Значи, ова станува збор за проектот Толеранција, диалог, соработка, промовирање на меѓурелигиски диалог преку зајакнување на капацитетите на медиумите и религиските представници. Проектот е финансиран од Европската унија и кофинансиран од Фондацијата Конрад Аденауер и се имплементира од Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија. Целта на овој проект е да се зајакне свеста кај населението за меѓурелигиска толеранција и свеста за религиски плурализам во земјата. Сакаме да помогнеме за јакнење на свеста, значи кај населението за поголемо подобро меѓуверско живење помеѓу населението. И кои се ќе бидат присутни еве на овој семинар, кои предавачи? Денешниот семинар е еден од серија 4 семинари кои што држуваат во Скопје, Тетово, Струмица и Охрид, наменети за представниците на локалните и националните медиуми. Во Струмица имаме покането, имаме присутни медиуми, значи од Струмичкиот и Теквешкиот регион. Темата е известување на теми поврзани со религија, зашто предавачи се Марина Тунева и Јасмина Миронски од Високата школа за новинарство и односи со јавност. Но исто така имаме и обраќање од страна на представници на верските заедници, значи од Македонската православна црква, од Исламската верска заедница, Евангелско-методистичката црква, Католичката црква и еврејската заедница. Колку се задоволни од тоа до сега како се справила проект? Па до сега сме доста задоволни. Новинарите како и верските заедници со задоволство го прифаќаат идејата на овој проект. Ние им дистрибуиравме материјали во врска како да се известува пообјективно за верските прашања, како и некои правила да се следат за да се избегне стереотипизација и создавање на предрасуди при известување на верски прашања и слични материјали кои што ќе им помагаат можеби пообјективно да ги представат верските заедници. Во овој контекст повеќе би зборувал не за искуствата, туку за поуките што можеме да ги добиеме од разните искуства кои што ги имаме и ние како Македонска православна црква со медиумите, но и обратно медиумите кои што ги имаат со нас. А тоа е дека сите треба да градиме еден однос кој што ќе подразбира професионалност, кој што ќе подразбира транспарентност, кој што ќе подразбира прецизност во информирањето, а од друга страна ќе подразбира и заинтересираност не само за теми кои што навидум изгледаат како жешки или може да предизвикаат интерес меѓу гледачите, меѓу слушателите или меѓу читачите, но и теми кои што го опишуваат животот, дејноста на верската заедница во насока на незината мисија, на харитативната дејност и така натаму. Значи тоа е поуката токму од ваквите собири, токму од ваквите работилници, дека проблеми постојат и ќе постојат во заемното комуницирање, но добро е тие да се надменуваат преку вакви работилници, преку организирање на вакви настани. Спомнавте претходно во вашето излагање дека православната црква е децентрализирана. Како православната црква ќе проба да подобри комуникацијата, зборуваме на регионално ниво или со епархиите кои ги имаме во земја? Значи, сите проблеми кои што или пројавување на интерес за одредени прашања од животот на православната црква кои што ја тангираат целата православна црква, слободно може новинарите и медиумските куќи да ги добиваат од централата. Доколку се работи за одредени прашања кои што се локални, од локален карактер, тогаш тие прашања се добиваат од епархијата, односно од локалната заедница. Доколку постои проблем во комуникацијата, значи со локалните авторитети од епархијата или слично, најдобро е преку вакви работилници тие да се надменуваат, односно каде што луѓето ќе седнат заедно и ќе ги објаснат своите проблеми. Значи, дали тие се еднострани, дали се двострани и сето тоа да се надменува во согласност со она што и Христос не научи, а тоа е да сееме, односно да покажуваме и мир и разбирање кон сите, односно кон други. Ни представува вистинско задоволство да учествуваме на еден ваков семинар, бидејќи мислиме дека еден на друг можеме многу да си помогнеме во понатамошниот наша соработка, бидејќи често пати сме и сведоци на некои недоразбирања,
терминолошки и тука мислам дека овој семинар може многу да ни помогне. Како црква, секој пат сме отворени за медиумите и секој пат сакаме да ги даваме информациите како што доликува до вас новинарите. Што се однесува до нашиот однос со медиумите, Католичка црква е црква, како што знаете, во целиот свет распространета. Информациите за случувањето во црквата можете да ги користите од официјалните страници и агенции на Католичката црква. Тука сакам на еден посебен начин да нагласам црпењето на информации од други медиуми кои се световни, кои не потекнуваат од Католичката црква, често пати знаат веста да ја преиначат и да им дадат еден друг тек, еден друга содржина. Ево тоа го имавме пред некој месец и заради тоа апелирам до вас новинарите, секој пат вестите кои се однесуваат за Католичката црква во светот да бидат добро проверени. Што се однесува за вестите во Католичката црква во Македонија, секој пат ќе ги добиете кога тоа ќе го побарате од нас. На локално ниво можам да истакнам прекрасната соработка со нашите локални новинари и се надевам дека во иднина ќе продолжат уште повеќе да информираат за сите цркви. Нагласувам за сите цркви тука на локално ниво, но исто така дека нивната уредувачка политика ќе најде место повеќе за верски образовни емисии. За искуството на нашата црква, како евангелско-методистичка црква со медиумите, можем да кажем следното. Што се однесува овде, на локално ниво, ние имаме добра соработка со сите вас. Кое значи кога ние ве канеме на разни свечености, други активности, вие сите сте овде и известувате. Но мислам можеме во таа насока да направиме многу повеќе. Што се однесува до национално ниво, имам впечаток како новинарите да не се многу информирани за нашата црква и одредени информации кои се дават во целост не се вистините или не кореспондират со нашата црква. И значи, према моје лично видување, добро би било вие како локални представници на медиите да им давате исто информации на општо ниво во државата, за да не доаѓа до дезинформации во одредени насоки кои се одвиват или активности на нашата црква. Јас ве повикам и како медии, ние и во ова време во кое живееме, има многу заеднички именители кои можеме да ги направиме било во социјален аспект, ние како црква посебно тука во Струмица, вие струмиджани, знаете, имаме еден социјален центар каде таму течат разни активности. Ние откриваме секојдневно бедни семејства. Јас мислам би било една корисна тема кога би седнале заедно да овде говорам на ниво, на локално ниво, а и пошироко. Ние сме близко, вие сте од околните места околу Струмица, еден заеднички проект, да кажем, помагање на сиромашните. Не? Тоа е покрај нашето верско искуство или верски активности, мислам не треба да ги забораваме и другите, сиромашните околу нас. Ви посакувам уште поголема храброст. Може би тој ќе го споменам, често пати откривам, може би да грешам, како еден страф за информација, повеќе информација, не само информација, повеќе информација за верските заедници. Имајте храброст за добрите работи, без разлика од која позадина доаѓа да информират. Мило ми е што денеска се собравме вака во голем број, како медиуми и како представници на верските заедници, да се запознаеме и себе си и меѓусебно. Искуствата со новинарите како верска заедница ги имаме од различни карактери, различни типови, но би сакал да напоменам дека претежно, значи во голема мера, тие се во позитивна насока и се одвиваат, се подобруваат секој ден. Значи, како секоја работа, има грешки, има исправување на тие грешки и мило ми е што овие семинари со ова тема ќе помогнат во
во иднина да се надминат тие грешки што можеме да ги правиме и ние како верски заедници, но и новинарите како новинари. Сега неќам да навлезам во тоа тенденциозни индивидуи кои сакат да објават било какви теми што немаат врска со реалноста, но јас верувам и не само јас, туку целата верска заедница која ја представувам, веруваме дека новинарите ја имаат таа сила да ги подобрат меѓурелигискиот диалог и меѓусебното разбирање.